Во манастирот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици со благослов на митрополитот Струмички беше промовирана втората книга на Катерина Божинова од едицијата на светители од нашите простори, насловена како Светилници на светот, македонски светители во издание на Струмичката епархија. Книгата е наменета за деца во која на впечатлив начин се илустрираат македонските светители, во кои илустрациите се на самите деца од Струмица. Вкупно содржи 13 житија од 13 наши светители. Збогатена е со илустрации од децата, од нашите училишта, од градот. Лесна е за читање, наменета е пред се за деца, но не значи дека и возрастните лесно и разбирливо не може да ја читаат. Збогатена и со тропари од светителите, што се посветени за нив и нивните празници. Лесна е, впечатлива. Втора книга, инаку првата ја издадовме во јануари, ова е веќе во мај месец втора, ја подготвуваме и третата. Прочитајте ја книгата и одберете си омилен светител, кому секој ден ќе му се молите да биде ваш соборец и да ве крепи и заштитува, каже епископот Јаков Стобиски, која промовираше книгата на Катерина Божинова. И ова дело е во кое што се опишани интересно изобразени светите Божи луѓе, светите угодници, кои што се особено важни во животот на црквата. Животите на светителите и нивното сведоштво и е повторно заради Христа и во Христот е целокупниот наш живот. Нивното сведоштво, нивните икони, нивните фрески, нивните животи ги насочуваат нашите мали и несигурни чекори кон Христос. Затоа е особено важно нашите деца да ги читаат житијата на светителите, да се запознаваат со животите на светите Божи луѓе. Епископот Јаков Стобиски апелираше до родителите да бидат дел од литургиите, а на тој начин навиките да ги префрлуваат и на своите деца, а предметот веронаука само ќе ги надополни знаењата на децата. Сметам дека е недостаток, но не дека е некој клучен и суштински, што немаме ние во образовните институции веронаука. Најголем недостаток, сметам, е тоа што родителите на децата не живеат во црквата. Тоа е најавтентичниот живот на кој што можат да се научат, литургискиот живот. Ако родителите живеат и земаат активно учество во литургијата, а отаму и нивните деца, нам не ни треба веронаука во училиште. Секако би било добро да ја имам. Не да таа постои во некаков облик. Освен промоцијата на книгата, беше отворена изложба на цртежи со светители насликани од струмишките деца, која ќе трае цела недела. Поставена и донацијска кутија за помош на младиот фудбалер Тома Јанев од Струмица.